Македонија константно во изминатите 30 години се разградува тула по неколку планови, од кои најактуелни се Тиранската и Софиската платформа. И на овие избори за прв пат на маса беше ставена и македонска платформа, која ги содржи црвените линии кои една за секогаш треба да стават граници до каде може да се оди и да го запре распаѓањето и разградувањето на државата. И изборните резултати тоа го овозможија. И сега, ние во ваша режија, во режија на ДПМНЕ, имаме председател на собрание кој доаѓа од предизборна коалиција која се представува како гарант за нови предавнички уставни измени, која бара бирање на председател на државата не на непосредни избори, ама во парламентот со бадентерово мнозинство, која отворено заговара бинационална држава и целосна двојазичност. Имаме кандидат кој не го почитува државното знаме, кој е член а вчера председател на партија чиј член пееше химна на друга држава токму на оваа говорница на 27 април. Имаме кандидат кој беше горд учесник на настан во Тетово, на кој се вееше знаме на голема Албанија и на кој негов политички колега од неговата предизборна коалиција држеше говори како Македонија треба да биде трета албанска држава. И ништо од ова не изненадува ако се има предвид досегашното ваше делување, како што е гласањето за амнестија на хашките случаи, ставањето на Талат Џефери за министер за одбрана, правењето прошетки на Мицковски низ Битола за време на подпишувањето на Преспанскиот договор, наместо да оди на протести во Скопје пред влада, кјутењето за бојкотот на референдумот, се до денот на референдумот, оставањето на оние 8 пратеници тука во собрание да ги работи Заев Бавча, што резултираше со промена на името, потоа коленичењето на Мицковски пред Бојко Борисов кога го праша за договорот за добрососедство со Бугарија, одењето на Баци Рака кај Урсула фон дер Лајен за време на пикот на протестите за францускиот предлог. И најболно од се е што срамежливо најавувате условни промени на уставот. Имајќи го ова предвид, нешто ваквиот кандидат за председател на собрание во ваша режија не изненадува, ама ова беше и сосема известно. Но идејата на Македонија почива на астромските темели, а не на глумење патриотизам, не на необализам, не на неоврховизам и етнотривализам, олицетворени во овој кандидат за председател на собранието, партијата од која што доаѓа и коалицијата од која што доаѓа. Затоа јас ќе гласам против по предлогот овој кандидат да стане председател на собрание. Благодарам.